Наместо полноправно членство во Европската Унија, специјално Балканско партнерство за Западен Балкан. Францускиот председател Макрон започнал консултации со дел од балканските земји да прифатат опција за привилегирано партнерство, пренесуваат дел од српските медиуми. Иако Франција кажа категорично не за преговори, со новата понуда земјите би добили европски пари и пристап до развиените пазари, ама во замена да се откажат од успешната европска приказна. По критиките со кои се соочува Франција и амбасадорот во земјава Кристијан Тимоние ги отвори картите на маса и го дообјасни председателот. Лажни биле ветувањата дека ќе има награда за преспанскиот договор. Одговорноста за недобивање на датум не е само на Франција, туку и на оние земји кои ветувале на Македонија. Првата реакција е разочарување. И како што ви кажав, од секогаш сме биле мощно предпазливи и реални. Одредени дадоа ветувања и потоа ја префрлија грижата на другите да ги исполнат. И сега треба и тие да сносат дел од одговорноста. Требаше да се разговара за реалната состојба на реформите. Тоа беше на маса, потоа мистериозно во текот на целото лето се подигнаа очекувањата дека на некој начин одлуката ќе биде компензација за преспанскиот договор. Од објективна проценка на агенда преминавме, нели со позитивните и со послабите точки, преминавме на награда за постигнат договор. И пред 10 години ваква слична понуда Германија и дала и на Турција, односно партнерство наместо членство, но тоа сега е сватено како елегантен начин за откажување од примање на Турција во Европската Унија.